Добар и убав ден, драги мои. Добро дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме домашна пита со тегнети кори. Идеална за сечи вкус. Многу едноставно и лесно се прави, само потребно е да имате желба. Бидете со нас, затоа што ние овде навистина готвиме и бескрајно уживаме во вкусот на сето она што ќе го сготвиме и секако вам ви даваме идеја малку да ви стане поразлично домашното мени и да воведете некои новитети во вашата исхрана. Денеска, драги мои, сум на позиција пекарство, мојот омилен дел. И на денешното мени имаме тегнета пита со прас, со сирење, со јајце, едноставно, традиционално, а многу вкусно и препознатливо. По различни делови на Македонија различно ја нарекуваат, а начинот на правење исто така се разликува, меѓутоа суштината е иста. Не постои странец што ќе дојде во Македонија, а да не проба македонска тегнета пита. Од вкусна, повкусна. Во многу различни краеви ја печати на различен начин, како што кажав. Ајде да почнеме да го спремаме денеска зелникот, баницата, комадот, како или да се нарекува. Едноставно ќе биде многу интересно и многу вкусно за јадење. Вам ќе ви треба само желба да го направите, а денес ќе видите како тоа наедноставно се прави. Што ни е потребно? Млака вода, 300 мл, 600 грама обично бело брашно просејано и 10 грама сол. Што треба да направиме? Водата, солта и брашното ќе ги ставиме во миксерот да направиме убаво тесто. Откако ќе го направиме тестото, ќе го оставиме 20 минути да отстои, да почне да дише, велат старите. Ајде да видам јас овде што ќе направам. Одлично. А потоа ќе го поделиме на еднакви делови, ќе го расукаме малку, ќе го ставиме во длабок сад кај што има масло и ќе го оставиме уште 20 минути да отстои. А за тоа време ќе го направам филот што ни е потребен за оваа денешна тегнета пита. За тестото да биде онака како што треба, за да можеме лесно да го растегнеме, и требаат 7-8 минути месење во миксерот на малку по-висока брзина од средната брзина. На тој начин се ослободува глутенот од брашното. Тестото е готово. Сега, како што ви кажав, ќе го извадам од миксерот. Ете така. Ќе го ставам во друг сад. И веднаш ќе го измесам и ќе го поклопам со најлонска фолија. И тестото ќе го поделам на повеќе помали топчиња, како што ви кажав, ќе го расукам малце и ќе го ставам во масло да отстои уште 20 минути. Јас си направив припрема за филот за денешната пита, таман поминаа 20 минути и сега ќе одам да го поделам на помали топчиња, а потоа ќе ви покажам како се разделува. Еве го тестото, одлично ми се допаѓа. И сега ќе направиме мали топчиња. Гледате да бидат отприлика иста грамажа. И еве го, ова што останува, многу едноставно ќе го поделиме на сите подеднакво. Откако ќе го направиме тоа, полека со рацете, погледнете сега што правиме.
ги ставаме дланките врз топчето тесто. Полека почнуваме да вртиме во круг. Меѓутоа, палецот игра тука многу важна улога. Со палецот држиме и оформуваме. Откако ќе го направиме како топче, полека и внимателно ќе го истуркаме со овој дел од дланката и ќе го затвориме. Внатре не смее да има дупка, затоа што таа дупка може да се отвори при тегнењето и тогаш сме утнале работата. Еве го моментот. Вие внимавајте. Ја многу сакам да работам тесто и ми е вистинско задоволство кога ќе треба да направам производ, дали е пециво, дали е леп, дали е пица, што и да е. Едноставно уживам. Сега ќе го оставам покриено со најлонска фолија 20 на минути, а потоа ќе го растегнам и ќе го ставам во масло. Маслото ќе ни помогне многу едноставно и лесно да го развлечеме тестото. Сега повторно се враќам на мојата позиција и ќе почнам да го спремам филот. Едве чекам. Тегнета пита со прас. Сега веднаш ќе почнам да го спремам филот, како што ви кажав, и ќе почнам од празот. Празот прво ќе го исецкаме. Ќе го исечеме на половина, а потоа ќе го исецкаме на вакви ситни парченца и веднаш ќе го ставиме во длабока вода. Ќе го ставиме во длабока вода затоа што во празот може да има и земја. Во водата земјата ќе падне на дното и празот ќе биде чист и сигурен, затоа што многу е непријатно кога јадеме да почувствуваме земја или песок или што и да е. Затоа мораме секогаш да се грижиме за продуктите со кои што ја готвиме храната да бидат сигурни за конзумирање. Едно мало парче од земјата или од песокот може да ни искрши зап и тогаш ништо не сме направиле, меѓутоа многу е непријатно ако го осетиме во уста. Затоа полека, без брзање. Имаме време 20 на минути додека тестото одмара да го исецкаме празот и да ги спремиме сите останати состојки за да можеме да направиме питата. Процесот е многу едноставен. Она што го правеле нашите баби. Прво, на малку масло ќе го испржам празот, меѓутоа не да карамелизира, само да омекне. Откако ќе омекне и од кога ќе подолади, во него кој додадеме сирење, кој претходно ќе го изрендаме. Во сирењето ќе додадеме јајце, сол и бибер. Многу едноставно, ама вистинско задоволство. Еве го празот. Сега ќе го ставам во длабока вода и многу важно, измешајте го. Ако има нечистотија како земја и песок, да паднат на дното. И мораме да внимаваме. Ќе го земам сирењето и ќе го ставам во еден сад. Грекос, сирење од битолска млекара. Верували или не, идеално за пита. Сега полека ќе го изронам вака. Внимавајте и со солта. Празот немојте многу да го засолувате, затоа што сирењето е доволно солено. Во сирењето ќе додадам 2 јајца и малце бибер. И сето тоа убаво ќе го соединам. Супер. Да видиме до кај сме со празот. И во тавчето ќе додадам масло. Полека ќе вадиме од празот и ќе додаваме, меѓутоа не го допирајте дното затоа што таму е падната нечистотијата ако ја има. Еве го, драги мои, празот комплетно омекна. Ќе оставам во едно тањирче. Ќе го оставам малку да подолади
видиме до кај сме со тестото. Сега ќе додадам масло во еден длабок сад и погледнете сега што ќе направам. Тестото ќе го ставам прво во маслото. Одлично тесто сум направил денеска. И вака како што е, ќе го ставам во маслото. Истото ќе го повторам со сите топчиња тесто и кога ќе дојдам на последното, ќе го земам првото и ќе почнам да го растегнувам. Велат дека тестото со квасец има душа, а тестото без квасец има таква крцкавост и таква убава енергија, што е вистинска сила. Супер. Сега, како што ви кажав, ќе го свртам и ќе го земам првото. Ова ќе го потурам, ќе го потргнам по навака и прво многу нежно ќе го растегнам. И велат дека кога преку тестото ќе ја видите работната површина, тогаш тестото е добро растегнато. Сега нежно бурекџиите се мајстори за тегнење тесто, за правење бурек. Меѓутоа, нив не име проблем да свртат и голема кора. Дома не брзете, вака мали топчиња и полека ќе го истегнете без брзање, меѓутоа секогаш со големо внимание, затоа што сепак ова е тесто и може многу лесно да се скине и тогаш да ја утнеме работата. Сега краевите ќе ги тргнам, затоа што тие се малку подебели, а не смеам да ги оставам во тестото, затоа што ќе биде како туткал, а тоа не е добро. Кората треба да е тенка. Истата процедура со секое топче тесто, без брзање, со вистинско уживање. Сега празот ќе го додадам во смесата со јајце и сирење. Ќе ја измешам смесата и полека ќе ја нанесам насекаде низ кората. Ова можете да го направите и со ваков најлонски шприц, да ставите една линија, да преклопите и само да го заролувате тестото. Меѓутоа, ова е нашиот стар македонски традиционален начин. Исто така внимавајте да не претерате со мастрафот. Тоа исто така не е добро, затоа што треба да почувствуваме кората. Значи, таа е на прво место кога правиме пита. Се друго е на второ, трето па и четврто место. Еве, сега сме готови. Јас полека, довде вака ќе почнам и ќе ја виткам. Отлично. Еве, кората си е готова. Сега само краевите со шпакла ќе ги исечам, ќе ја истегнам малце и ќе ја свртам. Само пред да ставам, ќе додадам и малце масло во тавчето. Велат колку повеќе масло, толку повкусна пита. Меѓутоа не е убаво и да плива питата во масло, значи секогаш умерено. Сега ќе ја ставам овдека
и ја зимам втората. Истиот процес, без брзање. Прво со рацете, со прстите, ќе ја растегнете подеднакво, на тој начин што од средината туркате према краевите. Ете така. Ово погледнете колку убаво изгледа. Одлично. Добро ни иде и многу сум среќен затоа што денеска осеќам ќе направам многу вкусна пита. Тегнета пита со сирење, прас и јајце. Додаваме сега од мастрафот. И еве го истото, драги мои. Повлечете, потегнете и завиткајте нежно. Погледнете како убаво реагира тестото. Ова ќе го скинеме. Тавчето, еве да може да видите и вие. Виткаме уште еднаш. И, драги мои, еве ја последната кора. Погледнете како се растегнува тестото. Погледнете. Магично е. Магично. И сега многу нежно. Погледнете акората. Тоа е она што треба и вие дома да го добиете. Одлично. Ќе го искинеме крајот. Меѓу време, не заборавајте рерната или печката да уклучите на 200 целзиусови степени. И за оваа пита ќе биде потребно од 35 до 45 минути во зависност од тоа како пече вашата рерна. Иначе кога станува збор за бурек, бурекот се пече на 200 степени 50 минути. А за оваа пита ја видиме 35, 40, 45, се дорека не добие убава златна и румена боја. А кога ќе ја пипнете, треба да крцка, да пука што викаат. Ајде сега јас сум готов, си земав уште едно мало тавче и сега во него ќе ја додадам оваа кора, како мала баничка ќе направам. Сега питата оди да се пече. Јас за тоа време ќе извадам павлака од бимилк, кисела павлака, во нејзе ќе изрендам малце сирење, ќе изрендам малце свежо младо кромиче и всушност тоа ќе биде додаток за оваа вкусна, крцкава и убава македонска тегнета пита. Одам веднаш да ја ставам на печење. Ја ставив да се пече, ја наместив температурата, времето и сега многу едноставно. Кромидот го сецкаме многу ситно. Ќе додадам во него неколку гранчиња свеж рузмарин за дополнителен вкус, меѓутоа ќе додадам многу малку рузмарин за тоа што рузмаринот е многу јак зачин и не смееме многу да ставаме за тоа што ќе обземе се околу себе, вкусот на сите други продукти. Ќе земам еден длабок сад, една лажица, рузмаринот, младото кромитче и малце бибер. И многу едноставно. Измешајте, соединете све и ставете во вашиот фрижидер додека питата се пече.
Драги мои, питата испадна бомбастично. Многу ми се допаѓа. Ајде сега да сервираме. Оф. Видиме, одлично. Ќе оставиме во чинијата. Од сосот ќе додадеме тука. Можем и да запеам од среќа. Бидете упорни, имате трпение, желба да направите нешто убаво и вкусно, а посебно вакво традиционално. И секако бескрајно уживајте во вкусот, затоа што не само што убаво изгледа, него и е превкусно. Тоа беше се за денеска, драги мои. Се надевам дека ви се допадна домашната пита со прас, сирење и јајца и дека бескрајно уживавте додека ја правев за вас. Се надевам дека и вие дома ќе ја направите и бескрајно ќе уживате сите заедно, додека питата се печеше. Мојата кујна овде во 4 сезони мирисаше на дом, на мир, хармонија и на љубов. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова шоу, а вие гледавте 4 сезони и секако не заборавајте да го посетите нашиот сајт или нашата веб продавница 4сезони.mk, каде што ќе најдете се што ви е потребно за да може да сготвите убава, вкусна и квалитетна храна. Голем поздрав до Гурман Мес Атанасовски, месарница, која се наоѓа во населба Аеродром до Пазарчето, која секогаш има свежо и квалитетно месо, и секако голем поздрав до моите пријатели од Специјалистичкиот центар за физикална медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова. Поздрав и имајте пријатна вечер.